Банкарскиот систем е здрав, ги увери банкарите секретарката за финансии на САД Дженет Јелен. Уверувањата на Јелен и другите функционери доаѓаат во време по падот на цената на акциите на банката First Republic со седиште во Сан Франциско и неуспехот на Signature банката, играч на пазарите на криптовалути. Откако администрацијата на Бајден ги заштити штедачите во Signature банката и банката на Силиконската долина, главниот финансиер на технолошкиот стартап исто така пропадна овој месец. Председателката на Европската централна банка Кристин Лагард се обиде да ја смири топката во Брисел, откако швајцарските власти објавија договор за UBS банката да ја купи Credit Suisse, глобалната инвестициска банка и компанија за финансиски услуги. Уверени сме дека капиталните и ликвидните позиции на банките во еврозоната се доволни. Азиските инвеститори беа загрижени, вклучително и во Шангај, бидејќи кинеските власти инсистираа дека заедничкото вложување со банката на Силиконската долина е стабилно. Американскиот сенатор Марко Рубио побара да се преиспита кинескиот имот на банката, за да се осигура дека американските фирми кои работат во критичната технологија не се купени поради кинески интереси. Владата на САД действуваше за да се избегне она што економистите го нарекуваат зараза, вели Дајан Елис, поранешна американска регулаторка која сега е во компанијата за финансиски услуги Intrafi. Тоа може да се случи кога една банка ќе пропадне и нејзиниот неуспех предизвикува, да речеме, друга банка да пропадне или друга финансиска институција, што создава значителна штета на реалната економија. Сите овие напори се обид да се избегне повторување на падот на пазарот во САД, како во 2008 година, што доведе до стотици пропаѓања на банки и го втурна светот во рецесија.